рибари, гледај жена ти да не ја разбудиш, оти ке ти списка, па ке излудиш. Еј рибари, еј палбачи, пак ли пијани дома ке се вратите. Еј рибари море, еј будали, нека ви е со среќа па да патите. Еј рибари, еј палбачи, пак ли пијани дома ке се вратите. Еј рибари море, еј будали, нека ви е со среќа па да патите. Како да е посебна филозофија? Кај нас уште Чеки, извини, во Тиквички има бојник? Има. Има заради црна. Има, да, има. Јас сум фаќал на црф иде. За бојникот најдобар варијант правам муабет сега као такмичарски дел, ако има нели такмичење на река или се лове бојник или таква риба. Храна не знам колку би можело, да, играе улога, али најдобро е со мамец. Црф и леп. Црф, лепен црф. А леп користиш? Лепен црф. Лепен црф, да, со гранулат, зависи колку е движењето. А се користи француски леп некаш? Ние не смееме на леп да ловиме. Тоа. Немаме ни леп, затоа не ловиме леп, исклучиво на мамци ловиме. Да, не, нормално, тоа што не е дозволено нема. За него користиме чисто исклучиво лепен црф, у зависност од течењето на самиот канал или река. Зависи што е. Ако е брзо, ставаме гранулат. Перен гранулат, тоа е кршен камен, али перен. Ништо и го ставаме заедно со црвијата. И се влажни со лепак и ги правиме топките и он паѓа на позиција. Пошто рачен ти на такмичи имаш 10 метра. Шо фајде јас сум пуштил, ќе му и нараниш. Го раниш доле. Начин на пасирање на храна е многу битен елемент. Значи тоа е најбитно. Затоа драго ти ми викаш пласирај моја. Се молим те. Пошто сега ние имаме чист терен. Рекламе дели на сондата покажа дека е чисто рамно сегне. И да погрешиш сега било како да е, и да е тука си, од тие 50 сантима си плюс минус. А ако увидов дека има некој проблем со тумби, некои проблеми со нерамен терен, тогаш исклучиво играе само купинг. Чисто на точка на позиција. Ништо друго, рака не. Сега ќе раниме со рака, пошто не е чист терен. Така. Ги стегаме топките, што е можно повеќе, пошто она самата храна и да е многу стегната, топката она си знае, има временски период кога отпушта. Ова, кога ќе падне доле на дно, стои негде на околу 3 минути и после отворен. Сега со оваа храна можеш и црв да ставиш. Значи иде и црв. Така да леплива, доста леплива храна. Сета работа сега ќе ја работиме за да се избегне белвица. Значи плашката да се избегне, пошто доста е агресивна на нашето езеро. Да се лове чисто само црноперка. Како тоа ќе постигне? Епа еве со храна, со лепливост, со мамци внатре. Па мамецот го јаде и плашката и црвеноперка. Го јаде, ама иде и друга риба што самата плашка бега од неја. Иде костреш, иде. Има костреш? Има кострежња, да. Овој терен овде. Абе, тука јас сум го фаќал војник. Имам фатено. Не мислиш дека е поттиснат со години па да го нема тука заради некој карактер од таа риба не е да дојде на храна. Не, па доаѓа на лепо. Си има доволно храна изгледа во самото езеро и не е заинтересиран. Зашто не е порибено со деверика? Имаме ни деверика. Јас имам фатено 2. Ноември месец 2 фадивме по 700 грама беа, као јато на црв. Ги пријавив, се сликав, ги пријавив во институт. Рекоа да испитат дали е автохтона. Ние имаме познавање дека горе на Улив имаме деверики по 4,5 кила. Чекај, ова зима се појави една крупна попадика, ние се викаме по наша. Не ли мислиш дека и таа нешто е со деверика? Не, попадика си попадика, деверика. Значи не може да се споредува. Не ги споредува, не стои. Пошто тие се големи, поприлично големи оваа. Оваа ти е лонплејка. Како тениски рекет. Широка. 4 кила, да. Се слага. Ширината има влијание. 4 кила и муцка има, значи како крап. Така. И она исклучиво од нос се храни. Значи така, муцка има. Брама, таа е една од најубавите и најголема, таа е најголема раста. Во прихрана не користиш мртви црви? Користам. И зошто се мртви, да речеме? Прошлиот пат, значи, за викот, ако ме нападне сега бела плашка, мислам плашка ако ме нападне, тогаш му ставам голема количина на бел црв,
без разлика дали жив, секој. Добро. Значи му ставам заради Да крене го. да крене горе, да дојде предатор. Супер. Пусти. Да дојде предатор. Храна ќе го? Сега не. Затоа оставаме таа вишок, да не се суше. Вие ги фрламе сега за Толку почнуваме со колку почнуваме? Со 10. 10 комада, да. Почетно хранење 2 кила храна. Епа како ми така. Чека да видам. Многу поприлично тешка. Ја мислам по звукот ќе знае дека е добра храна, кој ќе паѓа блом блом. Добре, тешка. Чека. Па и не е многу јака аромата, мириса на карамел. Некој што знае ние да ја намирисаме онаму на јагода смрди по лезер. На болонјез, после да не речат слушај. Не, с оглед на ова знаење што го имаш, се откажувам у старт одма, значи, ти признавам одма, ти проучувам на како тоа крај нема, значи, импровизација. Знаеш, она друго е кога се видиш на телевизија од страна, викаш, абе, видео вие врска немаат, а друго е, кој ќе направиш еден муавет, значи, тоа е прв знак, немој да ги осудуваш луѓето по оно што го гледаш, него, ете, на некој начин да дознаеш некои информации за луѓе, како функционираат, кои техники како функционираат и дека да не се потценува ни една техника, со оглед на тоа дека си бара знаење. Значи купингот. Тоа ти е виче последната точка, нели од 13 метра. Да. Последна точка. Пошто е теренот сега добар, рамен. Ја пак ќе кажам и да погрешиш една топка две, не е некоја Не е страшно. не е страшно, не е тоа некој проблем. Ако е, нели, тумбаво местото, па тогаш не ми исклучи купинг. Тогаш сме на место. И што е на место. Може да почнеме. Може, хајде. Највише мрзам кој ќе ми рече, па фали за мене некој. Сите у точка, значи малата го ставиме настрана, да го пазиме штекот, пошто се големи топките. Значи, тој е тој, нели, кујчета рековме. Да. Ете ја кујчета. Точно си тук. Да. Одлично. Кај што беше проблемот. Да. Пошто ми се случи на еден тренинг, си го скршив сетата топка. Пошто прилично тешки си, како кажат ти, 10 Да. топки, 2 кила храна отиде, така? Да. Па не знам две, нели? Ја така си од 10 ќе гледам. Да. Предпоставам дека тоа. Е сега, пошто плашката е активна, мамецот секогаш го ставаме да биде, Стело? да, така. Значи го Добро. ставаме да биде навлечен на самата јајце. И толку. Да не виси многу, Да. толку е. Не ставаш други? Нема потреба. Ова Брзо признам удар, е? дека, ова ти признам дека не можам во брз удар, нема. Ова е више стварно брзо. Ова траеше 3 секунди, мислам. Тоа е уствари и секогаш кога ќе видиш дека е мамецот, гледаш она агресивно го напаѓа мамецот, гледаш како го Да, пине, да. значи одма мораш ти да го Мениш. смениш. Нема, тука нема муабет, нема нели компромис. Одма нов мамец пласираме. И ова Радон, и ова важи. И ова, ако одма не ти удри, значи не јаде риба. Колку е тежок штекот? Кил. Ти имаш некакви проблем со рација? Не. Не. Цел него? Само добро да ти побарал. Да. Иде на ветер е тешко, ловењето треба тешко. Значи потешко е ловењето на ветер. И самиот долем мамец знае да подигне или да се изместе. Ударен мамец, рекоме го вадиме, нема ефикасност. Сега ќе го пробаме на црн црв, да видите дека и црноперката на црн црв јаде. Да знаат. Нашите гледачи. Да. Значи го навлекуваме секогаш трвот, за да избегнеме најситната риба, тоест плашката да се избегне. За да не го влече. Да не го тегне, да не го влече, да не го убива. Со самото убивање не е толку атрактивен мамецот за црвноперката.
Ни веќе сме на трета риба, го така? Да, да. А нема ни 5 минути, така? Значи у просек ако рачунаме дека на секоја минута имаме риба, 4 сата 240 риби. Нека не се 240, 200 риби да се. Од 40 грама, 30-40 грама. Ги броиш кога си на такмичење? Па многу често. Правиш математики? Многу често, да. Ги броам и моите ги броам и на колегите од пострана. Но, и ние ги броиме, не мора да значи. Ние не се такмичиме, ама кога на такмичење си ги броим. Дека бројам. Овој пати 5 бојник, овој 3, ја 1 и така. А па рачуне па 50-60 риби. Сега плашка имаме. Ја да ти кажам, обично ги бројам до 10 и менјам место, пошто не се бројат, више знам дека Така. на тоа место су бато 10 риби. Сега Добро. плашката си ги покажа забите. Сега водиме. Тоа треба ножички Да, специјални така, за него. Ставаме. Па му изрекни и храната. Не, јас обично туку купингот ги спремам. Ама вие купинг ми е малце. Тесен така. Да, имам друг еден поширок и што многу подобро е, али ќе збрка овие работа пошто не треба и сите. Значи ги сечкаме, не мора да се скроз како каша, само колку да умрат. Ставаме охрана. И сега сме точно на место кај што треба да ги ловиме убавите риби. Постираме мамет, за да црвноперката да Сега овој маметот што исцепкавме за црвноперка или за плашица? да привлече и подруга риба, дел од типот на костреш, такви работи, да може плашката да ја разбрка. Тоа е една од тактиките, како да кажам, што ги имам ја приметено. За тебе Јас се што- сон да. да се наврти тука. Да. И само Било која крупна друга риба, предаторска риба, пошто они повеќе идат на таков мамец. Јас би ставил и поживи, сега, случајот. Не и смета тоа. Или у најдобар случај да дојде уште поголемо јато на црвноперки, за да може да биде самата риба подоминантна, Да ја разбрка. поситната, да ја одделиме до колку што можеме да одделиме, за да си ја ловим поскуванта риба е тоа. Не мора да значи, може да е црвноперка. Ова повлечење Да, ова е повлечењето црвноперка, за тоа што ми се зема од дно и подигне малку. Тоа е добра. Значи, добара да биде постабилно. Жалчењето тоа да викаме ние. Жалчење користи, да. Мислам дека од тек на време значи после секој еден удар на плашка иде и она. Значи сепак е тука присутна е, на храна е. Значи тоа е еден успех. Тоа е пак најдобриот успех за еден риболовец. Баш така.
кажеш, не се доволно црвени перки, нема, знаеш како. Еве грбната е поразлична малце, а муцка на плашка. Нешто. Али го има. На тиквешко веќе го има. Види црвена. Да, да речи. Сега што правим? Се откажуваш од ова. Морав да ти, значи, прво ти признавам, сега ќе пробаме со мечов да видиме како ќе се јадеме болонјез, меч да видиме, пошто со ова, да речеме, штек системов, значи, дефинитивно ти признавам, на езеро, на река може и нема да ти признам, ама за река е друга ситуација, овде е друга, значи, измислена работа за прецизен риболов, значи, точно над глава. Значи, сега да видиме како изгледа оваа втора техника, меч систем. Ќе презентираме да видиме на кој начин се лови, со кој трски и со која опрема. Мајсторе, што ви кажеш ти за оваа работа сега? И уште една нели техника кај што е такмичарска. Па да, и болонјезот спаѓа у нели у техники на работење и сега тоа знае негаш да биде многу поефикасен од мечот. Али две различни техники се сепак се две различни техники, можеби слични, али се нели пак има некоја си разлика. Што добива со мечов? Мечот добива стабилност, значи далечина. Така. Стабилност што разбира? Стабилност на систем, значи на систем да биде значи и ветер да дува и било како да дува, он е повеќе за ветер. Так. Значи со него можеш да ловиш на далечини од 50 и до 60 метра. Браво. Значи има се ловат на првенства сум гледал и на 70 метра, значи имаше али тоа е сето нели И за покрупна риба. да, и за се, значи нема тука ограничување. Више, тоа до кај стигнавме таму дубини ово, значи фрламе горе. Ништо, значи Доаѓаме до големите риби, значи полесно доаѓаме до големите. Разликата од болонјез до меч е тоа што со мечот имаш многу постабилен систем. На поголема далечина се изфрла. За тоа се користи, значи основен конец синкинг, тонечки. Да, го гледам. Да, до 0,20. После идеме до нели ваглер, мора да биде ваглер. Ваглер нели сега моментално е слайдер, клизачко. Значи се оптеретува околу 60% од носењето, значи ваглерот е околу 15 грама. Да. Ние сме го оптеретили негде 60% за да може да лета правилно. Значи секој едно летање, ни го викаме пелтачење, го мрси овој нели систем што е за Презраз. да. Знаеш што? Се користи Што е 60%? Што значи тоа 60% од вкупната? од тежината, да. Пошто он има тука дел од носел. Сега ти Има, да, кој би го сигурно, затворил да. ова, да речеме овде, би го стопирал. Да. Овој ќе стои право до каде? Ето таму. И ти него го користиш само на дно или и слободно? Се Може користи слободно. повеќе на дно заради тоа Повеќе што на е лежиш. поставено, да. Добро, и крапот, и караш. Го штелуваш према како работи. Ама може да ловиш и на слободно. Можеш, да. Да лепи. Можеш да да не биде на дно. Да, може да го пуштиш нели да се движи така. Да. Зависност тоа е зависност како зима рибата. Каква риба. Добро, тоа ми беше. Значи идеме до еден Да не момент. му бараш само ситуација, пошто ако го обтовариш повише од тоа што треба само да лежи, да врвониш. Проблемот е во мрсење на овој момент Да. на систем. Така. Значи за да не мрси, ние користиме значи тука вртилица една, Да, ја гледам. тројна вртилица. Користиме флуоркарбон, крут, значи да биде така. да има крутина, значи овој систем и доле пак сме со флуоркарбон, па со уште една вртилица. Сум помал. Да. Потенок. Тука двојна, тука тројна. Јасно. Значи ние така сме го системот го работиме. Значи идеме главен конец, нема- имаме да. флуоркарбон подебел, крут, Да. значи 0,20 може да, и после идеме на 0,25 уште подобро. Да, и после идеме на крај до рибата, она осетливиот дел на 0,12, 0,16. Тука може и на омча да биде, значи не е проблем, може и на омча да биде, само тука да биде на тројна виркова. Нели при вадење на рибата, пошто на поголеми далечини се лове. Значи меч кога ловиш минимум 20 метра има и ограничување, значи некој си некаде Минимум. некој такмичен, да, минимум 20 метра. Иначе нема смисол да ловиш меч испод 20 метра. Јас сум знаел со што да стигнам до рибине, кога ми рипа бојникон далеку, Така. на Значи, 70, можеш 80 само. метри. Гледам дека сум видел колеги Можеш кои што само, ловат со ова и многу. моментално интересна е техниката и гледам има многу интерес за неа. Мгм. Системот се уште нели го прилагодуваш спрема твоето, нели сфрлање спрема самиот меч, постојат повеќе типови на Акции, мечови, да. акции, да.
се е тоа ствар нели на шо риба ќе ловиш. Затоа ние сите како такмичари имаме од 2 до 5 комада такви за да можеш нели да ги местиш. ги комбинираш. Да. Ајде сега да се Хранење со чатал, значи сепак со рака не можеш да фрлиш над 20-25 метра. Хранењето е со чатал. Да. Тоа само да Друго е браши припремата за на топките. Ќе Ја го на видиме 50 сега. метри? Исто со чатал. Да. Да, Само тогаш помали топки, потешка христа. и топките сите треба да ти бидат исти. Нели, кога ги правиш, мора да бидат сите Кона исти. штеков се што беа од 10 сантиметри. Не Да. тие се горени, тие се крупни. Да. Само со една рака се прави. Тие помали. Да, и треба храната да биде припремана, пошто сега, например, немаме таква замечка, не одиме на толкова далечини, че пецаме тука негде околу 25 до 30 метри. Да. Да, тука земја Залепена, играе улога, да, за да не биде се растура кој сите ќе топки да фрлиш. ти бидат исто направени со иста форма, за да не ти бегат. Сега од разликата до мечот од штекот до мечот тоа што на штек си концентриран тука на едно ранилиште, блиску, значи се у иста точка. Мечот има некое како да кажам дозволува да можеш и со метро да промашиш нели топка лево, десно или така, али никогаш да не биде после тапа, после систем. Не овие пред. Боле да е пред отколку Да. Тоа е после секојаш тапа. не знам Значи, се тоа храни. е Хранилишето секојаш треба да биде пред тебе, позади тоа го носиш. машинка мора да биде, значи соодветна за меч техника. Тука гледам тие дека тие се- се скоро да. горе-доле. Брзи машинки, Јаки. да, со плитки шпулни, кај што Со изфрлањето далеки, да, лонкаст. лонкаст се да, за изфрлање е полесно. Видел А, поделни, а имаш и што се пакуваат во одредена или тие? Не, мачот е значи за такмичење за било кој сите Троден. на 3 дела, да. 3,90, 4,20, 4,5. Тие се најкористени и како да кажем, најзастапени. Значи било кој дали на такмичење или слободен риболов. Значи, јас користам 4,20, Која ти тебе помилена техника, мечов или штек? исто ми се и двете. Значи, уживаш. Ги уживам, да. Мечот ми е исто многу добар. Се лове и на море, многу е актуелен. Супер, одлично. Ајде да пробаме. Многу е сега битен системот, значи системот е најбитен у сета работа. Има ли Значи, различни системи или ова е некој стандарден систем? стандарден е вие, различност нема, сите се тука, значи има само видено штелувањето, Да, го само има исто треба тоа. да го пазиме штелувањето на тапата, значи с размерот на тежината на тапата и оптеретувањето колку треба да биде. Значи треба да ваглер кога на изфрлање треба ваглерот да лета правилно. Ние тоа го викаме пикато. Значи он треба да лета во една правилна форма, значи Заедно со... заедно, да. Кога ќе го пуштиш да не ти мрси. Секој едно пелтечење, секој едно вртење на ваглерот, тоа е значи недобро наштелувана тапа или ваглер и иде до мрсење на самиот систем. Фактички Не можеш да доеш до после ќе не можеш да ќе го гледаш и не иде погрешна Да, слика не, ќе ти да. да уствари не си на дно. и после нема преправење на тоа. Еднаш ако скроз замрсиш, треба да го оставиш мечот, па друг да земиш и тоа така. Значи не се оправда. Да, не можеш да го Мора да оправиш. преврзеш. Да. Тоа да, ќе створиш Можда- меморија во конецот и Така, и после така, нема не. више враќање. Значи, пред почињето само се растега овој дел, крутата врска од Да ви флуор кажам. карбон, за да може он нели да Биде прав. гледаш како е прав, супер. Да почнеме да Ајде да видиме како монтираме ќе и да почнеме да одредуваме дубини, длабини, да прихрануваме помалку. Тебе ти е тиквешко, затоа и развиена ти оваа техника. Видите се да имаме терените ти се услови, измислени. услови, да, Услови имаш за имаме уживање да. И затоа и за тренинг. Добро, и затоа имате добар резултат. Имате убаво езеро. да. Значи сегаш проверка на олово, на мечот, дали се сите на место Во прави. окца, да. Составена од повеќе бројки на окца. Да. Така да. Параболично се движи, значи. Тоа е многу добра измишлјотина, јас што викам. Параболик. Да. Затоа што нели кога одиш на поголема далечина и кога имаш нели ударна риба, кога треба да извлечиш, не можеш тоа со болонез. Да, јасно. Значи болонезот се витка на одредени делови, на одредени не се витка. Значи он мора да биде параболично, да не дојде до кршење, пак ќе само трска. Појак, нормално. Поеластичен. Да.